Извинете, дали може кратка анкета? Да, повелете. Минатата година во казината, спортските облажувалници, автомат клубовите во Македонија, граѓаните и странските државјани потрошиле 2,8 милиарди евра. Јас стално викам дека у нашава држава Македонија врие пари бе. Се живо и диво, младо и старо се коцка. Спортисти, уметници рекламираат кладилници, казина. У моје мало на 400 метра има кладилници и казина и до сега немам видено некој да затвори фирма. Уште старите латини рекле, леп и игри, така е у нашава државичка, леп и коцкање. Уште ако остане некој денар за пиво, на среќа да и нема крај бе. За прв пат откако постои безбеден град се случи чудо, имено во средата ниту еден возач не поминал на црвено. Можело, до пред месец дена се возеше гъс преку глава, се претицаше кај се стигне, на полноќ по партизанска трки, а сега никој не е поминал на црвено. Абе ти младиче, шо мислиш дека западњаците се попаметни и подисциплинирани од нас? Абе човек секаде у крвта му е да направи нека превара, ама удри го по джебот и боли и одма станува попаметен. Затоа за наша Македонија спас се само казните од самите нас. Добро, тоа вие го кажавте. Да ти кажеме нешто, може? Зошто жените кога ќе видат гол маж ставаат рака вака на уста, ау, а не на очи, ау. Предпоставувам од срам. Само предпоставувај ти, дечка. Добро па кажи ми зашо ја ставаат така? Абе кажи ми, види го, не глуми фраер, ало? Абе, кажи ми бе, Жолт Бумфорд, специјален представник за Западен Балкан на премиерот на Унгарија Орбан, рече земјава неправедно 20 години седи на оградата на ЕУ. Прво, многу ми се допаѓа тоа име Жолт, а второ, како бе тоа ние седиме на оградата на ЕУ? Вајлда седиме пред оградата на ЕУ затоа што не пуштаат во дворот. Плюс опасно е да се седи на ограда, особено ако на оградата од озгори има шилци како наша на предвлада што е. Знаеш што ми текна да прашам? Знаеш што ќе направи прво СДС ако дојде негаш на власт? Што ќе направи? Ќе ја извади оградата, после ВМРО ќе става огради, после СДС ќе вади огради и се така у квадрат. Мислите се така во круг? Не, глупости на квадрат, дечко. Така, добро, откако завршивме со геометриските фигури, да поминеме на второто прашање. Обвинителите тврдат дека имаат најниски плати во регионот. Да, тоа е точно. И нашиве стварно обвинители се зажалени затоа што имаат бедни 2000 евра, овие у Албанија имаат 3000 евра, србите имаат 4000 евра, Црна Гора имаат повеќе и така натаму и така натаму. И сега многу ми е жал за нашите обвинители, ми се иде да се разплачам, да немаш шамивче, молим. Немам шамивче, имам тоалетна хартија имам. Ајде бега, не ме заебавај бе. Абе нели гледаш дека тоа го кажувам у ирони? Ич не ги разбираш жените, стварно. Па, јас мислам дека ги разбирам жените, јас за месец дена ќе бидам среќно оженет. Сакаш да ти кажам рецепт за добар и успешен брак? Сакам. Првиот пат ти ќе бидеш крип, вториот пат жената ќе биде во прав. Ви благодарам, пријатно. Деновиве од страна на премиерот беше кажано дека постои можност да влеземе во Европската Унија во 2027 година, но без право на глас. Што ќе ни е глас? Што ќе ни е глас? Види, не знам дали осети, дали примети, али цела нација се напуни со позитивна енергија после таа изјава на премиерот, брат човече. Значи, се осети една убава вибрација, се осети една среќа и сето тоа траеше само до моментот кога не се појави у средата оној Рокси, евроамбасадорот. Рокас? Даде Рокас, ама јас нагалено си го викам Рокси, и Рокси се појавува во среда и вика за такво нешто нема шанси. Значи, такви механизми во Европска Унија нема. Што он сака да каже, дека нашиот премиер фантазира, измислува? Значи, Рокси, за мој вкус, е превише сериозен, никогаш не се смее, и он е еден најобичен парти брейкер. Ја планирав да го викнам на моја роденденска журка, сега ќе ја правам на 18 марта, ама не го викам, бе, тој ќе ми ја расипе забавата. Платите на функционерите дефинитивно нема да бидат покачени, луѓето останаа со куси ракави. И ти си среќен заради тоа? Па. Дали како 90% од народов.
Сите сте среќни. Жена ми е пратеничка. Еве, меѓу нас кажано. И ја соврав пред 2 вечери и викам, слушај, жена, дај си оставка. Како би вика да дам оставка? Викам, ќе си даеш оставка. Нели осеќаш дека овој народ ве работи како бавче? Нели осеќаш дека овој народ не ви дозволува да си ги земете крваво заработените пари? За тие пари, викам, жена, не ти се исплати да кршиш штикле. Со години она е пратеничка, и ја и децата ја немаме видено. Со години ја немаме видено. Знаеш што прави? Абе, нонстоп е по патишта. Тенис Македонија се види со базата. Странство, чита нонстоп, анализира, пишува, на седници. Очи немаме видено. Како и враќа Македонија? Не ја покачува платата. Дали е тоа фер? Викам, жено, пакуве куферите, одиме и се селиме во Кипар. Добро, а како се вика вашата жена, тоест пратеничката? Па како замижуваш, па тебе ти е кеф, а? Марти Лили, бе! Марти Лили, жена ми не е пратеничка, бе, мајсторе, бе. Жена ми е берберка. Ако сакаш бујрум да ти ја скрати брадичка, ај со мене, имаш гратис шишање. Све е не мора. какви сте вие лековерни новина? Ми поверува, а? Па ти поверував се, ми кажуваш така. Абе, зашто не берберка најобична, бе.